Јас сум Иван Христов, психолог и советувач на Националната линија за ЛГБТИ плюс лица. Булингот е злоупотреба, агресивно однесување и намерно однесување на зло од страна на врсниците, што се врши постојано и секогаш вклучува некаква виктимизација. Може да се манифестира на најбројни различни начини и не мора секогаш да биде физички. Да се биде малтретиран во нашето општество се уште се смета како нормален дел од растењето, што е комплетно погрешно и многу адолесценти тоа го сметаат за колку ги малтретираат другите. Иако се гледа како приказ на моќ, многу насилници честопат имаат тенденција да имаат психолошки проблеми што ги кријат за таа агресивна фасада. Ерозијата на самодовербата и себевредноста често може да следи кога една личност постојано е изложена на малтретирање. Влијанието се влошува доколку на жртвата на малтретирање му недостига правилен систем на поддршка или позитивни влијанија во нивниот живот. Самоуништувањето може да се манифестира во најразлични форми, но на крајот се сведува на тоа да се прават лоши животни избори. Понекогаш, кога некој лице изложено на булинг, може да започне да гради зидови околу себе како средство на самозаштита. На малтретирањето во училиштата треба сериозно да се пристапи и тоа да се третира, а на наставниците треба да им се обезбеди сопфатна обука за тоа како да се справат со овој проблем. Многу малтретирани лица се чувствуваат заробени и не може да го избегнат теророт на нивните селечини. Ако има динамика на моќ при булингот, тогаш ова чувство многу често се влошува. Секоја ситуација е поинаква и чувството на заглавеност во ужасна ситуација без очигледен излез може на вистина да испрати некого во депресија. Булингот е доволно сериозен за жртвата да почувствува тотално губење на контрола или чувство на животна опасност. Па затоа посттравматското стресно растрество исто така понекогаш може да биде резултат на булингот. Наудите од македонските истражувања покажуваат дека во својата 13-15 година геј, би, транс плюс момчињата се 4 пати почесто изложени на физичко малтретирање и 2 пати повеќе на емоционално малтретирање во споредба од нивните хетеросексуални врсници. Односно се и повеќе од 5 пати во просек почесто жртви на сексуална злоупотреба од хетеросексуалните момчиња. Овие наводи ги издвојуваат геј, би и транс плюс момчињата од Македонија како најранлива подгрупа во рамките на веќе маргинализираната ЛГБТ заедница. Исто така електронската комуникација често станува алатка за напади и малтретирање, особено кон различните или ранливи групи на млади. Речиси 1/3 од оваа група се жртви на сајбер малтретирање, 3 пати повеќе од нивните хетеросексуални врсници.